Здраво, браќи и сестри, денеска во малку пораишно издание со малку пораишна позадина, или што би кажал, од моите убава куина. Како и да е денеска, сакам да поразговараме и ќе поразговараме на темата зошто наидуваме на проблеми во, како кажем, возрастни години, или како стануваме се повозрастни, зошто постојано наидуваме на проблеми, потенцијални, тоа се во многу случаеви, но нека и секој да се разберем. Прво нешто би кажал, додека сме деца, додека сме деца, додека сме млади, додека сме мали, немаме толку многу одговорности или би кажал не носиме толку многу последици од своите избори или своите грешки. Знаете, како дете направиш грешка дома, мајка, тато ќе стераат работа. Пошто повеќето од нас така сме учени, што кажеме разгалени или разгаленоста како ни носи проблеми или како ни нанесува проблеми во потекот на животот. Значи, направиш на школа проблем, не е проблем, реши се мама, тато стредаат, они си го носат срамот. Како дете немаш толку одговорности, немаш толку, како да кажеме, свест за последиците или за резултатите од нашите проблеми или од нашите погрешни акции и одлуки. Така да поминуваме во живото низ различни фази. Значи тоа фазата на детство поминува, завршува. Тоест преминуваме во фази или преминуваме во возраст на созреана личност, возрастна личност, кај што со тоа самото се носи и како да го кажеме на некој начин, таа одговорност или самосталноста си има своја одговорност. Значи, таа одговорност е да си со последиците се носиш од своите избори на секојдневни бази направени. Тоест, како животот поминува, тоа што како дете некој друг има покривано или некој друг има резултатите и последиците од лошите избори или од лошите понашања или необидите менталитети што ги носиме, некој друг има покривано. Како стануваме повозрастни, значи паралелно со тоа одговорноста некој што друг имаше преходно, сега се пренесува на нас самите. Така да многу луѓе, многу мажи, јас би рекол, пак за мажи разговараме тука конкретно, преминуваат од момче или од дете во возрастен, во зрел човек, тоа со годините, но не со менталитетот. Таму е голем проблем. Значи, годините си минат, годините ги има, но зрелоста не е таму. Тоест, се уште, често го гледаме тоа, се уште многу луѓе, многу мажи носат одлуки или се однесуваат, се понашаат и го гледат светот од леки или од перспектива на тоа како што ги гледа како деца. Тоест, што значи во превод? Кога си возрастен, кога си голем, кога си созреан, значи менталитетите, одлуките, односите, понашањата што како дете си ги имал, не можеш да ги носиш со себе во возрастниот свет. Или во реалноста на возрастните, во светот на возрастните. Не е веќе исто како што било. Да се разберем. Значи не можеш да се понашаш, не можеш да се однесуваш, не можеш да правиш тоа што си го правил како дете. Разбери го тоа. Ако имаш често проблеми, постојано проблеми во животот, како возрастен, по годините пак да кажем, значи можно е, многу веројатно проблемите тијат од таму пошто уште не си созреан тука. Тоест, фактички, уште носиш одлуки, уште имаш понашања, уште правиш потези што си ги правил како кога си бил дете. Тоа може да резонира со многу со вас. Дефинитивно резонираше со мене, пошто јас тоа го доживеав, тоа го сфатив и тоа го променив. Значи, ако сакаш да си возрастен,
Мора да се понаš како возрастен. Окей. Ако не знаеш како, може преку менторство, преку часови, преку учење, тоа се стекне. Ако и тоа не може да дозволи, значи во денешно време има информации бесплатни на интернет, неограничени. Окей. Но еден човек, еден маж, треба да биде многу искрен со себе за самоподобрување. За да дојде и да дознае, да дојде до фаза да си каже, слушај, значи нешто не е окей што правам. Не сум доволно зрел. Не сум доволно паметен. Не сум доволно возрасен. А треба да бидам. Само подобрувањето почнува и созрението почнува во денот и во моментот кога тоа си го признаеме сами на себе, дека значи не сме созрели доволно. Треба да созрееме доволно. Како да се созрева доволно? Значи, ако не имат научено од дома, пак ќе кажем, треба да бидеме сами искрени со себе. Дали одлуката денеска што ја правя или во моментот што ја правя, дали тоа зрела одлука или не е? Дали тоа што наместо да идеш во теретана, например, или да идеш на пешачење покрај ке или покрај река, или во шума, или било што разлика, или да идеш на некој семинар, или на некакво здружение, некакво збирање, или некој клуб, здрав, добар, кај што луѓето сакат да напредуват едни други да се поддржуват, да се учат едни со други, се буткат, или бираш да идеш во кафетерија или во сладкара во 7 навечер. Окей? Значи, шо е возрастна и шо е зрела одлука? Значи, тоа што ги прават возрастните. Не можеш во сладкара во 7 саата си 36 години, или 30, или 27, некој вика млад сум човек, 22, 23 веќе си маж, 18 години, значи ако си 22, 23, 5 години ти си веќе полнолетен. Окей? Веќе си возрастен. Не си уште дете, да се разберем. Мора да сме искрени со други. Извинете, али мора да сме искрени со други. Што тоа значи? Дали треба да влезеш во кладилница ако имаш 1000 денара да видиш дали ќе скоцкаш нешто или ти 1000 денара да чуваш да не притева нешто. Окей? За тебе едни ситуации може да притребат, може да притребат за некој член на фамилијата, може од роднини, може од пријатели. Окей? Дали треба платата која земеш, платата до крај да се исцеди, да се истроши? Дали треба? Или треба како возрастен да мислиш, чекај малку, значи јас имам фамилија, јас имам пријатели, имам брат, имам сестра, може да не им притреба ако не на мене. Значи, на страна, ќе заштеам некоја паричка, значи, да има. Тоа е возрастното размислување, зрелото размислување. Окей? И исто така, запознаеш девојка. Се иде окей, но едноставно гледаш дека не е како што треба работи. Нешто не е окей, нешто фали. Дали од тебе, дали од неа, дали... Значи, секој да може да сме компатибилни и со секој да се согласуваме, со секој да се работуваме. Ако видите тоа исто, возрастно е да кажеш, слушај, мило беше да познаваме, не само за себе, и неа, да не ја задржиш заглавена, да не ја држиш во некаква топка или во некаков кафе, што слободна или на друго место може би била поисполната и посреќна. Значи, и тоа е зрелост, исто. Дали сладолед или јаболко? Дали сладолед или јаболко? Јаболко, нели? Исто, тоа е возрастен менталитет. Исто така сето тоа ќе ви помогне да се изградите себе си во таа зрела личност, што со надеж секој што го има, надеваме се дека утре во иднина кога ќе имате деца, ќе истите менталитети и ние ќе можеме да ги учиме, пошто многу денешните самите ние мажите, машките, па и за женските се тоа односи, немаме присуство од родителите доволно за да не научат тоа што треба да научат. Има едно многу кажување што извинете, често повторувам. Значи, маж или таткото, мајката ја израснува керката во девојка, во жена. А таткото ја одгледува или ја претвора во дама. Окей? Значи, тоа се две различни поими, жена и дама. Со мажите исто. Мајката
го одгледува или го претвора детето, машкото, синот во момче. Таткото, мажот, го одгледува синот во джентлмен, во господин. Тоа правим обет, значи да се разбереме, тоа е во фамилии и во средини кај што и тие самите знаат. Ако не знае, тој човек треба да се одгледа себе си, значи да се посвети внимание на таа тема, да пребарува информации на интернет, книги, ако не, значи има информации, има извори безброј денешно време. Значи, пак да се вратиме на насловот на темата. Ако не дојдете на проблеми, постојани проблеми, во животот, како возрастен човек, како возрастен маж или како возрастна дама, девојка, значи можно е се уште да размислувате, гледате, постапувате и се позиционирате себе како што кога сте биле деца. Тоа значи порасни, порасни. Значи кога си возрастен, посериозни одлуки треба да носиш. Посериозни треба да си со своите постапки, со своите намери. Така и животот ќе ти врати на тебе. Исто. Мора да се постапува така. Не, са, шо, осте. Не, значи, треба да се сработи нешто, треба да се сработи нешто. И одговорност. Со тоа истовремено и одговорноста ви се поправа, пошто со тек на време научите дека од своите одлуки, своите постапки, резултира и ситуација така што е во животот. Со тек на време и тоа почнете да го контролирате или да сте внимателни или поодговорни, би кажал, не внимателни, исплашени, но внимателни, какви одлуки носиме, како размислуваме и менталитетот свој го смениме. Малку долго видео, пошто на тој начин јасно ги како кажа, најлесно да се изразувам. Надевам се дека ова помага. Пак како што кажам, значи ако не идете на чести проблеми во светот на возрастните, сигурно се уште сте незрели и треба да се поработи на тоа. И не само да се поработи, но тоа треба да се, значи, среди, да се тоа поправи нешто. Пошто, знаете, на светот му се потреби возрастни, зрели луѓе. Многу често наидувам и запознаваме луѓе дека што се на возрастни на годинка што би требало да водат цели нации, што се вели, или битки, или цело село во војна, а сега се понашаат како мами и тато да ги гледа или да ги пере лиштата. Зашто мора да се променат тие работи. Надевам се дека ова видео помага, извинете малку подолго, али поздрав голем и чао!